Студентите од студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје деновиве на интернет објавија фотографии од лошите услови во кои живеат, од руинирани тоалети, ѕидови што се распаѓаат, лифтови што не работат и лошата исхрана. Од невладината Слободен индекс најавуваат масовни протести на студентите поради лошите услови во студентските домови. Тие истакна дека во борбата треба тотално да се игнорираат и исфрлат од игра студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи, како студентски представник и било која политичка партија. Треба директна акција од независните студенти кои треба сами да се борат за себе, без да бараат одобрување од никого и на своја рака да превземат иницијатива. Бараат солидарност од сите студенти да им дадат поддршка на нивните колеги од студентските домови. Живееме се малку период кога се плашат, меѓутоа мора студентите да сватат дека ако цел студентски дом излезе, не е возможно ништо да се случи бидејќи не можеш цел студентски дом да го избркаш да им ги одземеш леглата, да ги избркаш на улица. Самите студенти да се активираат, значи нема друга. Директна акција да излезат на улици да протестираат, да имаат јасна цел, да имаат идеја, да знаат што сакаат како да ги подобрат условите, али исклучиво сами без никакви други организации, без представници, без било кој што ќе се меша во нивната градење на решение на нивната политика, нивните цели, нивниот интерес. Секогаш директната акција било најдоброто оружје кое што помогнало било каква цел да се оствари. Например, СПУКМ се невладина организација, задолжително се плаќаше за нив по 100 денари од секој студент на секој факултет, така добива 50.000 студенти по 100 денари, тоа се огромна сума на пари. Ние ускративме со директна акција, бевме Борис Трајковски, излеговме со транспаренти и после под притисок на медиуми СПУКМ ја тргнаа таа задолжителна чланарина. Студентот Сунаи Сабриовски прашува дали можеби условите во студентските домови ќе се подобрат, дури тогаш кога некој ќе настрада. Тој додава дека покрај тоа што се лоши условите за живот, исто така и исхраната не била добра. Најголемото чудо што се прави е тоа дека одговор на ова прашање најверојатно претпоставувам ќе има откако ќе бидам влезен 3 метра под земјата, рушејќи се некои од лифтовите во студентскиот дом. Така да можеби тогаш ќе ги имаме надлежниве кои што се за студентските домови на нашиот погреб, палејќи ни свеќа и оддавајќи ни нас почит. Не знам како повеќе би го коментирал целиот овој случај. Навистина е очајно. Ја би им препорачал на надлежните да дојдат барем еден ден, да ги замениме нашите улоги, ја да бидам на нивна функција, а тие да бидат во улога на студент кој што живее во студентските домови, конзумирајќи го менито кој што ги имаме ние и во споредба со нивното мени кој што се состои од кавијари, а нашето се состои, се разбира, од салата стоена пред 3 дена, граф со коса и не знам по некој бурек кој што можеби случајно ќе го начекаш и ќе го исконзумираш вечерта. Студентскиот дом? Па мислам дека нема потреба од коментар на студентите сами. А зошто не кажува? Председателот на студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Кирил Спировски, вели дека е јасно дека во студентскиот дом Гоце Делчев треба да се изврши санација и од тие постојано вршат институционален притисок за тоа да се случи. Тој додаде дека актуализирањето на оваа тема со лошите услови во студентските домови е стар проблем, не само на оваа, туку и на претходните влади, и дека ова е само од политички причини. Министерот за образование и наука, Спиро Ристовски, истакна дека владата и понатаму ќе продолжи да инвестира во сместувачките капацитети на студентските домови и нагласи дека досега инвестирала 200 милиони денари во реконструкција на студентските домови со цел подобрување на условите за живење. Ристовски вети дека веднаш по изборите ќе превземат мерки за подобрување на условите во студентскиот дом Гоце Делчев, а најсоодветен период за тоа ќе биде летниот поради помалата фреквенција на студенти. По пожарот кој се случи во април минатата година, премиерот Никола Груевски најави дека ова лето ќе се прави реконструкција на опожарениот блок во студентскиот дом Гоце Делчев.